Најпрвин, драги другарчиња, ние учениците и наставниците од училиштето Климент Охридски од Драчево сакаме да се договориме. Со една ваква филмска прошетка не можеме се да кажеме, не можеме се да видиме. Вие денеска и ќе не слушнете и како пееме, и како свириме, и како играме. Ќе ни видите и ќе не слушнете и на други места, на поинакви средби, во поинакви поводи. Оваа филмска прошетка сама по себе зборува како изгледа нашето училиште, надвор и внатре, во нашите кабинети и работилници. Овде започнува и завршува работниот ден. Овде е нашиот втор дом, во кој ги добиваме знаењата, во кој нашето слободно време рационално го искористуваме во слободните активности, распоредени според нашите интересирања, желби и хобии. Ете така, 30 години од онаа 1944 година кога почна да работи нашето училиште. Ученичката задруга, една од најдобрите во Југославија, е носител на сите вонучилишни активности. Наградите од градски, републички, сојузен и меѓународен карактер, разните признанија, дипломи и благодарници за сите нас, млади техничари, ликовни уметници, поети и писатели, географичари и историчари, математичари и физичари, природници и физкултурници, ботаничари, пчелари, метеоролози, тракторџии, зајако одлекувачи и уште еден подолг список на такви и слични, не се само признанија за нашиот труд, за нашите резултати, туку тие се наши задолженија, потик за уште поголеми напори и радост за оствареното, радост и среќа за она утрешно што треба да се оствари, поубаво, побогато, повредно, посовремено, зашто ние растеме заедно со нашата татковина и постојано ќе растеме. Ајде сите да растеме, со учење, со работа, да растеме уште многу години. Имаш ли дома книга бела, ти имаш дома многу дела. Земи ја во раце и седни да читаш, среќна од радост целата ќе бликаш. Ќе те влече таа во далечен свет, ќе ти раскажува за птичиот лет. Од неа безброј ќе научиш нешта, да бидеш умна, послушна и вешта. Пресно ветре тивко гали, нежна, нежна дланка, во месечен сјај
снегот трае, снегулките се редат, крај топлите печки луѓето седат. Во шумата е тихо, само волкот вие, под грмушки и трње, зајко долгоушко се крие. Баба Меца потонала в сон, нема таа никаква мака, врапчето тажно дживка и храна за себе сака. Лиска шета тажна и опашката ја свила, верверичката вредна храна в дупка скрила. Покатастрофалниот земјотрес во Скопје во 1963 година, покрај сите други проблеми, проблем представуваше и училишниот простор. Заинтересираните фактори воопшто солидарноста со разурнатото Скопје веднаш почнаа да го решаваат овој проблем. Ете така, во 1964 година, значи пред 10 години, се роди основното училиште Невена Георгиева Дуња. Кога влеговме во монтажното училиште, се сеќаваат првите ученици, сегашни средношколци и студенти, чувствувавме радост, но истовремено и обврска да се организира животот во училиштето, што го водеа наставниците, а ние помогнувавме, и поднаитно да се уреди двориштето, зашто немаше зеленило, дрвца, ограда. Покрај грижата за наставата, во современо опреманите кабинети и користењето на најсовремените нагледни средства, што всушност постојано ги зголемува и резултатите во наставата, со работа почнаа и слободните активности. Многу градски, републички, сојузни и меѓународни награди донесаа учениците и наставниците за овие 10 години, а годинава на училиштето, како што веќе објавивме, му е доделена и 13 ноемвриската награда. Впрочем, оваа филмска прошетка сама по себе ни го раскажува животот на ова училиште, а настапот на некои секции што ќе ги видиме се само еден исечок од она што тие го имаат како содржина, како секој невие. Нашата камера престојуваше во училиштето кога учениците и наставниците ги вршеа последните подготовки за јубиларниот празник. Велешко мина, помина молкум претиран бесен, родната рака и во Богомилско стаса, крена на нозе народ поробен.
Anto Nikolevski. Zima došla, a mraz tegnal, se na dvore belo, zima došla, ne je šega, v grativo selo. Grba feško cel se zavil, v šumica meka, a v plev na vrapčo skrijen za hranica čeka. Kumčo volčo so dolama v gorata vije, a zajače so kožuvče v trnče se krije. A na mecane iz studi, v peštera meka, son trgnala, ne se budi, do proletke čeka. Come from Alabama with a banjo on my knee. I'm going to Louisiana with Susanna for to see. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I've come from Alabama with a banjo on my knee. Oh, Susanna, oh, don't you cry for me. I've come from Alabama with a banjo on my knee.
Драги деца, прилогов од областа на филателијата се однесува за марки од наивната уметност, како и уметноста во Југославија низ векови, цвеќиња на сликарски платна. Имајќи го во предвид мощне високиот углед што југословенското наивно сликарство го ужива како во нашата земја, така и во странство, Југословенската пошта издаде серија од 4 поштенски марки. Марката со вредност од 0,80 динари носи наслов Детски танц, а автор на истата е Јано Кназовиќ од село Ковачица Бана. Втората марка е на прочуениот Иван Генералиќ, роден во Хљебине, Хрватска. Неговата слика Распнат петел е прикажана на марка од 2 динари. Генералиќ почнал да слика уште како овчарче, учел од големиот сликар Крсто Хегедушиќ. И Иван Лацковиќ е од Хрватска. Марката со вредност од 5 динари носи наслов Перачки. Авторот на четвртата марка со највисока вредност од 8 динари е Јанко Брашиќ, роден во село Опариќ во Србија. Живее како селанец и слика во своето родно место, чувајќи овци и говеда. По повод Денот на Републиката 29 ноември издадена е серија од 6 марки под име Уметноста на Југославија низ векови, цвеќиње на сликарски платна. На 6 вредности од оваа серија се прикажани уметнички дела на сликари од 20 век. Марката од 0,80 динари носи наслов Бели божури, а автор е Петар Добровиќ. Авторот Вико Гецан ни се представува со сликата Карамфил, таа има вредност од 2 динари. Милан Конјовиќ е автор на сликата Цвеќе, што е представувана на марка со вредност од 3 динари. На марката со вредност од 4 динари застапен е прочуениот сликар Сава Шумановиќ со сликата Бела вазна. Жаворњаци е наслов на сликата чиј автор е Стане Крегар. Вредноста на марката со споменатата слика е од 5 динари. Еве податоци за најскапата марка со вредност од 8 динари. Авторот на оваа слика е познатиот Петар Лубарда, а неговата слика носи наслов